Почитуван колега, сосема се согласувам со вас дека финансиската криза во Република Македонија, како што рековте, треба да омекне. Но омекне е многу благ збор за тоа колку повеќе треба да стори во врска со ситуацијата во која ни се наоѓа државата. На дневен ред ни е Законот за финансиска стабилност. Само не знам за каква стабилност може да зборуваме во Република Македонија, кога економијата очајно ни се препелка, кога имаме тотално неспособни кадри кои можат да ја променат ваквата состојба, пред се затоа што самите тие ја вовлекоа државата во најголеми долгови досега. Предизвикаа неколку кризи кои најмногу удрија и потака празниот џеп на граѓаните. Нашиот финансиски систем треба да биде способен добро да ги извршува сите негови нормални задачи. Паралелно на тоа, треба да имаме и нормални услови за извршување на задачите. А какви услови имаме? 4 официјални активни кризи, од кои верувам дека граѓаните најмногу се погодени од енергетската, затоа што енергетскиот шок кој ни ја приреди оваа влада е невиден досега, зашто имаме зголемување на електричната енергија за над 30%. За нафтените деривати подобро да не зборуваме, зашто само ако отвориме страната на Регулаторната комисија за енергетика, ќе видиме дека цените се менуваат од ден на ден, па така само овие 10 дена од месецов ќе забележиме дека има 4 пати промена на цените. На 3 мај цената на бензинот на Евросупер 95 била 86 денари, а на 9 мај, значи ситуацијата се менува, цените скокаат и на 95-ката, на 98-цата на дизелот од 86 на 90,5, односно 92,5, дизелот 89,5, а од вчера веќе имаме и нови цени. Тотален хаос. И ова е далеку од нормалното. Цените на основните животни намирници, што кажавте и вие, колега, се зголемени во недоглед, а според податоците на Сојузот на синдикатите на Македонија, само во месец април потрошувачката кошница се зголемила за 1337 денари во однос на претходниот месец, односно таа сега изнесува дури 38.104 денари. И ова не е нормално, затоа што платите остануваат исти. Имаме докази за тоа, секојдневните протести и штрајкови кои гледаме на улиците и пред владата, и цените ни скокаат до плафон. Колега Зендели, вие зборувавте и за инфлацијата, и тука се согласувам со вас, зашто статистички е потврдено дека имаме највисока досега и сме лидери во регионот, како што сме лидери по сиромаштија, по број на заразени, почитани од ковид пандемијата, лидери по корупција. Реплика Дафина Стојановска. Фадил Зендели нема контра реплика.